Кавадарци е неговото родно место. Тука со другарчињата, Димката безгрижно растеше и се занесуваше до заборавување во детските игри. Во Ваташа и Кавадарци започнува да ја пишува својата борбена биографија. Ваташани се гордееја со неговиот бескомпромисен, револуционерен живот. Загина во борбата со бугарски војници на 10. јуни 1943 година, така како што го помина и целиот до тогашен 27 годишен живот. Тешко ранет, до последен свој куршум пукаше на бугарските војници, а последниот беше негов, за него, да не падне жив во рацете на непријателот. Нашето раскажување за борбениот пат на Димката Ангелов Гаверот го започнавме крај неговата родна куќа, разурната од бугарските фашисти, со разговор со татко му Ташо и мајка му Ленка. Димката още 6 години, бидејќи куќата ни беше до школото, в школото се го беше до тога и дури деца да излезат од школото. И ние го питаме: Димка, каде одиш? В школа одам. Тебе не ти приемаат сега. После неколку време питат учителите: зошто го правите? Никој не го питаме него. Но он само оде, го приеа од 6 години како ученик во ташката школа. Буено што тога како дете он во сето тоа време беше одличен. Кога отиде в Прилеп да уче, оттаму кога се врата летно време, тие 2 месеца, 2,5 месеца, 3 месеци, он дома не се вртеше, се некои книги учеше, кои не му беа работа. Јас му викам: вие книги не се учите школски, таа е моја работа. И така он сето тоа време го претвореше горе в Шајриот во Ташки. После тоа отиде в Неготин крајна, од Неготин крајна пак кога се врати, пак почна с тие книги още посилно да учи. И после, откако се врати таму, го премести во Белград. Во Белград учеше 2 години, се врати дома. Буен, в 35-та година сврши учителска школа, работа не му додоа. Немаше место до 36-та година, он беше без работа. После му додоа работа 37-та година в Дабништра. Но в тоа време имаше 36-та година еден министр дојде Цветковиќ, држеше говор у Кавадарци, он тоги излезе пред Цветковиќ да говори. И после тоа говорењето него го зеа одма поинако и почнаа да го следат. Но пак му дадоа работа в Рајдне. Рајдне учител беше неколку време, после се врати од Рајдне и остана дома. 43-та година, кога дојдоа бугарските војници да ти кажат дека Димката загина, што ти рекоа тие? Тие ми рекоа: тука чордачка имаме, кога преглава они сефтен, јас да одам нагоре и они ми викат: каде? Ти ли си ме заскот мајката? Јас. Врати се. Викам: се враќа. И му рекоа на сите на дворот: ви влезите сите отнапред и пушти си завезите и неа ние ќе да судиме. И викам: судите бе, вика. Знаеш ли, че син ти отиде, че закрчи го те паме и луса коса има, че каквото. Е, добро, викам, ако. До тој пат е така, викам. Ништо, викам, може кога взел пушката, или ќе отепа, или ќе го отепа. До тој пат те коса ми рече. Види, рече, ние, рече, шо и викаме нези, а он рече, шорите продава. И после? И после му вика: хршите, капите, керамитка да не остане од нейната куќа. А рече: не се париш, колко знаеш тука беше. Не се пари, пушите сите затворени, време рече, отворите. Хайде, рече, како и дуната ли изпадна, рече, како ќе парите куќата, школата ќе се пари. А веана ми тоа да ќе ресто беше, че ќе го говорите. Да се растури, рече, нека се растури. Само ваа дајка стагија. Не ја знае. На Джоша беше куќата и на Митодо куќата беше, да не му се растури. Вика: нашата куќа бе, ако е он кабатуја да ме Ташо, Митодо не е кабатуја, и Джошо не е кабатуја. Лена е кабатуја. И виќе донесоа сите, ајде, тој ги кулшијци испуштија, да помажуват надвор, али што да олјуват. Па шо е здраво, па бугарите па да го крадат.
Јас не може да се оцелам, крија од мене сите. Кога Боре дојде, на 2 недели, он ми кажа. На Ташки дојде. Темно беше вака зора, јас од нивата си дојду. Ох, и он вака дојде, биќаме. Немаше ламби, немаше ништо. Темно беше тук вака. Отвори врат, па јас беа веќе вака, да, беше. И он со каскета вака, добре вечер, мајко. Ја му викам, уф, Боре, ти ли си чедо? Јас сум мајко. Зошто бе чедо дојде, му викам. Чумата мрие, ти идиш. Ами така, мајко, да те видам, викам. Шо ќе ме видиш, брсинко? Чумата мрие, викам. Кулченски час иде, викам. Така, мајко, ќе нешто да ти кажа. Шо убавина ќе ми кажеш, Боре, викам. А јас да слушам жените брмбат, викам. Ние паднал, вие паднал. На джуната дето не беше още паднал, викам. Тане, бре. Се чуша глас, викам. Од нас ще има паднато. Кој е? Поно ми вика дето. Ами војно не знам, вика, комесарот е паднат. Ами кој е комесар? Јас одека знам синко, кој ќе ми каже? Ами он ми вика, ами не знам војно, Мило чето каже, че утре ќе идам, и утре дето, знаеш го, таа вице. И Боре вика, мајко вика, право да ти кажам, не е само наш Димка, многу има паднатели, вика. Ами Димката наша паднати многу има. Јас стана да плачам, но вика, мајко, не плачи. И венче ми изгубиш, и јас ја зат на уста, синко. Ја зат. Тук он вика, оди мајко испадне, вие кузин го мине, викам. Затме се устата, оди види за нима човеци. Јас да ќе бити ми го джунти и бажо, да наредам шо ме рекоа, да изврша работи. И јас синко се зат на уста за Боро заата, да испаднах со стори и јас за такова. Идам да видам дали има човеци. Нема никој, Боре. Дај мајка напред да испаде. Не, ќе седи тук, колко нема никој, јас испаѓам и ништо друго. Негов современик и соборец го осветлува повеќе ликот на Габерот како револуционер. Тој раскажува дека Габерот уште во своите најрани години му пристапува на прогресивното движење на младинците во учителските школи во Белград, Неготин крајина, а потоа и кон првите напори на дел од малата, но напредно ориентирана младина и интелигенција во Кавадарци да се организира комунистичко движење во Тиквешијата. Страшо Пинџур, Тошо Велков и други организатори на партијата во Кавадарци го вклучуваат Габерот во работата на еден актив и неговата самопрегорна и доследна работа го препорачува за прием во партијата во почетокот на 1941 година. Од тогаш, Габерот е исклучиво ангажиран со организирање оружјен отпор против окупаторот. Собира оружје, растура летоци и партиски материјали. Инструктор обучува ченеидните партизани за ракување со оружје. Член е на местниот комитет на партијата во Кавадарци, комесар на воениот комитет за подготовки на оруженото востание во Тиквешијата, комесар на третата оперативна зона на Народно-ослободителната војска и комесар на одредот Добри Даскалов. Почетокот на 1943 година беше време на последни трескави подготовки за излегување на партизаните од Тиквешијата, Гевгелиско и Тито Велешко. Димката Ангелов Габерот е во постојано движење од село во село, од место во место, за да ги провери луѓето што ќе соработуваат со одредот, да им ги издаде последните упатства и да ги утврди базите на престојот на партизанскиот одред. Конечно, на 12 април 1943 година го видов Димката Ангелов Габерот најрадосен кога на вишешница се построја младичите од Неготино и Кавадарци и за прв пат му одговорија на борбениот поздрав смрт на фашизмот со слобода на народот. Тиквешијата
Вивна вооружен пламен. Одредот незадржливо јуреше од акција во акција. Пламна архивите на окупаторските канцеларии во Ресава, во Гарниково, во Бојанчиште и други села. Разоружани се на границата две караули. Во Праведник, Габерот ги свикува селаните да му судат на шумарот предавник. На митингот во Шешково и Драдња, партизаните се пречекани со овации. Говорот на Димката Ангелов Габерот го поздравија со извици дека се заедно со борците сите од селата. По овој митинг, партизаните се упатија кон селото Галишта. Теренот е скоро непреодлив. Длабоки бездни и карпести ридишта требаа да се преминат. Борците скоро и немаа здив, зашто од рано утро се во движење. Габерот, комесарот на одредот, наоѓаше сили во тој напор да биде час на челото, час на крајот на колоната на веќе уморните борци. И умееше да поттигне, да влее сили да се истрае до крај. Во Галиште, одредот се одмораше еден ден. Но борците не го видоа Димката Ангелов Габерот да оди од куќа в куќа и да разговара со нив. Доцна вечерта, криејќи и соладувајќи некоја внатрешна болка, се поздрави со одредот, дочека да измени и последниот борец покрај него, се сврте и се упати кон една од селските куќи. Потоа дознавме дека добил силен напад на слепото црево и останал во селото да се лекува заедно со Ило Виларов, командир на чета во одредот, и Пано Мудеров, пушкомитралезец во одредот. Тоа беше нашето последно видување со Димката Ангелов Габерот. Набргу потоа, бугарите организираа голема офанзива да го уништат одредот. Водени се неколку борби со нив и одредот пак се врати на Вишешница. 40.000 бугарски војници и полицајци ја опколија оваа неголема планина. Насекаде поставија заседи, а главнината го стегаше обрачот. Одредот беше без комесарот. Габерот слушна за тоа дека борците се вратија на Вишешница и, иако болен, побрза да се најде со нив. За овие моменти ќе ни раскажува натаму во емисијата Јован Гогов Планински, соборец на Габерот. Таа работа беше така. Ние тргнаме од Шешково, од Вишешница извршиме акција во Праведник, Шешково и Драдња. Тоа беше на Спасов ден. Во Драдња имаше бугарски полицејци, едно 3-4 души и некој Бајиван, така наречен агент бугарски. Тие и фативме таму и ликвидиравме. После заминавме во правец на Галишта. Каде одиме во Галишта веќе беше ноќе, тоа ги се стемни и се направи план да замине одредот од Добре Даскалов према Прилип за Фариш и Прилипски Дрен. При тргнувањето Габерот доби напад на слепо црево. Од кај излеговме од селото на едно 15 минути дојде еден селјак и му кажа на другарот Минчев дека Габерот нарачал да се врацам јазе. Габерот, Минчев мене ме повика и ми кажа: ти, друже Планински, треба да се вратиш. Габерот те вика. Само твоето установање ќе биде за да го чуваш Габерот. И во Вишешница на одреденото место да дојдете. Јас се вратив назад при Габерот и со еден старец Чико Јошо и во Стојан го занесиме Габерот во една пешера. Во пешерата лежаме 3 дена. Се преместивме вамо на едно попогодно место, Рич. Другарите веќе беа здрави сите и Габерот. Кад донеси Стојан леп, Габерот му вика: Стојане, уште утре ќе мораш да дојдеш да донесеш леп, али ќе донесеш поголема количина леп. Оти ние ќе заминеме веќе од тука. Утрото Стојан дојде со маската, донесе леп и се врати. И онда ние наставиме дискусија со другарот Габерот дека по кој пат ќе одиме за Вишешница. Он предлага да се оде по реката Црна. Јас со тоа не се слагаше, му викаше да заминеме по слепата патека која води за Вишешница. Тој мене не ме послуша, ни го ми нареди: оди да го вратиш Стојан со се маска да дојде. Јас ојдов, го викна Стојан, го најде, береше дрва и му викам: Стојане, ќе дојдеш кај Габерот со се маска. Дојди Стојан и така пак стана расправија. Габерот ме вика: ти си бил многу плашлив човек. Шо сега комплицираш вамо ли намо, јас наредувам да се оде по река Црна и ај тргај. Јас на тоа замакна и тргнам, викам: одиме. 2 дена. 3 дена. 4 дена. 5 дена. 6 дена. 7 дена. 8 дена. 9 дена. 10 дена. 11 дена. 12 дена. 13 дена. 14 дена. 15 дена. 16 дена. 17 дена. 18 дена. 19 дена. 20 дена. 21 дена. 22 дена. 23 дена. 24 дена. 25 дена. 26 дена. 27 дена. 28 дена. 29 дена. 30 дена. 31 дена. 32 дена. 33 дена. 34 дена. 35 дена. 36 дена. 37 дена. 38 дена. 39 дена. 40 дена. 41 дена. 42 дена. 43 дена. 44 дена. 45 дена. 46 дена. 47 дена. 48 дена. 49 дена. 50 дена. 51 дена. 52 дена. 53 дена. 54 дена. 55 дена. 56 дена. 57 дена. 58 дена. 59
Во желбата да стаса што побргу до одредот, Габерот не можеше да се огледа опасноста што планински му е пред очи. Колоната всушност тргна на свој последен пат. Од пештерата кога тргнавме се симнаме на ваа нивата, тоге беше нивата садена мороска. И онда копаа една жена и двојца мажја. Јас приметив дека мажите сакат да ни кажат нешто и затоа му реко на другарот Габер, друже Габере, дај да и питаме луѓето дали имат приметено нешто бугари тука да има. Арном он на тоа одговори, ајде врви, доста со бугареве. И јас придужи дали да одам. Kad dojdovme na ovo mesto, na ova stenta, zato što ja тука го очекуваше злото ќе биде. Kad dojdovme на среде, јас самиот помисли, стварно еве испадна на на зборот на Габерот, стварно нема бугари. Другарите, Пано Мудрот, Ило Виларот и Стојан од Галишта беа на мртво убити, а другарот Габет ранет и почна и он да пука. Покасно, борејќи се ние, јас чув глас од него ми вика: друже Планински, бори се и води сметка од себе, затоа што сам се виќе. И тој го извади пиштолот и се уби. Пиштолот му беше веќе готов. Ка погледна јас, се уби човек. И онда јас остана сам и продолжи и дале битката со бугарите до дека се сврши крајот на стената и онда по крај стена се истутна горе и така кортолиса. Како што раскажуваат очевидците селени од Галиште и Клиново, бугарските окупатори жестоко се однесоа спрема мртвите партизани. 2 недели лежеа тука под карпата загинатите Димката Ангелов Габерот, комесарот на одредот, командирот Ило Виларов и пушкомитралезецот Пано Мудеров и водачот Стојан од Галишта. 2 недели орлите и волците ги раскинуваат телата на мртвите партизани, а потоа селаните скришум ноќе ги прибраа телата на загинатите и ги закопаа некаде во планината, за да не ги пронедат бугарите. Болно одекна веста за смртта на Димката Ангелов Габерот среде борците на одредот Добри Даскалов. Го немаше повеќе бодриот комесар, бујниот карактер што влеваше верба, што го подигаше моралот во најтешките моменти, што ги водеше неуморно од борба во борба. Тивко, со тага во гласовите се раскажуваше за неговата решителност, за неговата неспремност да признае половичност во работата, што го чинеше плах, но справедлив. Тој остана во сеќавањето на борците како лик што умееше да се приближи на многу помлади од него и она што го бараше од потикнувањето, кај нив беше храброст, доследност,
а кугавичлокот му беше мрска работа. Кај борците останаа сеќавањата за Димката Ангелов Габерот, но останаа и неговите особини. Комесарот загина, а борбата продолжи со ненамалена жестина до конечната победа, до остварувањето на идеите негови, до конечната слобода на нашиот народ.